На хартија рамноправни во пракса тепани, регионот слави уште еден ден на жената идентичен како и многу досега. Статистиките кои одразуваат реалната положба на жената во источниот дел на државата се поразителни. Според нив, 75% од жените овде работат во непосредното производство со плата од 12.000 денари. Дури 16% од слободното време го минуваат во чистење на станот, а неверојатни 90% се жртви на некаков вид на семејно насилство. Во моментот кога ќе помине целиот тој процес и дека кога ќе се дојде до процесот на судско, на судска разрешница, статистиките покажуваат дека најчесто, кога се работи за кривично дело семејно насилство, превладуваат алтернативните мерки за разлика од казните. 57% се алтернативни изречени мерки за разлика од 43% кои што се казни при кривично дело семејно насилство. Според законите на жените им се дадени еднакви можности како и на мажот, но прашањето е колку пречки повеќе се ставени на жената, а колку олеснување на мажот во остварување на правата. Имено, бројот на дипломирани жени е 58% од вкупниот број на дипломирани студенти. Процентот на жени магистри е 58,9% од вкупниот број магистри. Бројот на жени доктори на наука изнесува 111. Нова пракса во парламентот и во локалните совети има квота 30 до 35%, но имаме градоначалнички во само 6 од 80 општини. Во надзорните и управните одбори каде се донесуваат одлуки, жените се во минимален процент, а во дипломатијата нема ниту 10% жени. За зголемување на овие проценти, Кочани и Делчево денес ја потпиша Европската повелба за рамноправност на мажите и жените и се обврзаа за нејзина имплементација. Еднаквоста помеѓу жените и мажите е право и придобивка на секое демократско општество. Потпишувањето на ова Европска повелба значи дека и суштински ќе се залагаме за родова еднаквост. Со овој чин на потпишување Делчево влегува во партнерство со 1450 потписнички во 33 европски земји. Повелбата е преведена на 28 јазици и таа е единствен документ воспоставен во тесна соработка со националните асоциации на Советот на европски општини и региони. Потпишувањето на повелбата денес е од голема важност, но уште поважно е правилата и принципите кои ги содржи оваа повелба за рамноправност понатаму да се имплементираат во сите институции и организации на територијата на општината која е потписничка на оваа повелба. Во текот на народно-ослободителната борба во редовите на партизанските одреди се бореле повеќе од 100.000 жени, од кои околу 25.000 биле убиени. Кои во текот на народно-ослободителната војна рамо до рамо со посилниот пол мажите се рамноправно бореа за денешната слобода. Сега се наоѓаме пред бистата на Вера Цирвири Трена, а Штип има дадено и други борци жени за слобода на Македонија. Мегдан за подобрување на условите има многу, но како и секоја година и оваа меѓународниот ден на жената кај нас се сведе на пригодна манифестација. Имаме едно мало коктелче, но тоа е чисто ради пажња, али многу сме задоволни затоа што дечињата ни се сега во посета и ни поклонија по еден цвет. За мене е само празник еден цвет и да се дружиме и да оставиме традиција на младите да знаат да го почитуват како мајките, така и другите луѓе. Не изостана ниту вниманието од посилниот пол. Сакам да искористам ова прилика да го честитам овој празник на сите наши дами во општина Штип и да посакам да бидат активно вклучени во идниот период во развојот на општина Штип и на Република Македонија. 8 март е денот кој што ја означува борбата на жените за политичката, економската и социјалната равноправност со мажите. Денес жените се еднакви во донесувањето на одлуките и во дејствувањето на сите значајни сфери во општеството, но исто така тие се значаен фактор во враќањето на правдата и праведната држава. И од името на пензионерите им го честитајме празникот 8 март на жените. Да има добро здравје, добро среќа и се најдобро во ова 2018 година. Инаку традицијата на славење на 8 март датира од 1908 година, кога жените се одважиле да побараат 8 часа работно време и еднаква плата, односно зголемување на дневницата. Работи кои на голем број жени им недостигаат и денес.